Ова се најтешки денови во историјата на Кочани. На нас не е потребна помош, пред се институционална, која што за жал не ја добиваме. Имаме обструкции. Кажавте, од Министерката за финансии немаме добиено веќе согласности 1 месец за да отвориме објект кој што е технички исправен и кој што може да прими 115 деца, со кој ќе го решиме проблемот со листата на чекање на родителите. Исто така, свесно се прави криза во делот на Советот, пред се од советниците од советничката група на ВМРО ДПМН, да не се изгласа меѓуопштинска соработка со општините Струмица и Карпош. Што значи таа меѓуопштинска соработка? Имаме проблем со инспекторските служби во рамките на локалната самоуправа. На нас ни се потребни инспекторски служби, пред се од другите градови кои што нема да постапуваат пристрасно и да работат селективно. Пред се мислам на градежни инспектори и инспектор за домување. Дали сметате дека проблемите, општинските проблеми, не само на Кочани, туку и на останатите општини, особено сега во овој контекст на предизборието, дали тие носат некој си политички контекст, односно политички пораки? Тие носат порака на нефункционална држава и нефункционални институции. Жално е ние да молиме после ваква трагедија, 3 месеци после трагедијата, јас да излегувам и да се молам за Агенција храна и ветеринарство да ги контролира гостителските објекти, нешто што ја работа во делот со ХАСАП, дозволата, до Државен пазарен инспекторат, кој што гледам дека има многу објекти кои што немаат минимално технички услови, до ЕВАНА, што дозволува приклучок на струја во Дивоград Би. Тоа е институционална криза.